Руската агресија врз Украина и енергетската криза со која се соочува Европа. Ова биле дел од клучните прашања за кои денеска во Скопје разговараа шефот на државата и словачката претседателка. Пендаровски изјави дека земјава се надева на помош од Европската унија за пребродување на зимата за која се проценува дека ќе биде една од најтешките. Чапутова, чија држава од 2004 е дел од Европската унија, потврди дека недостатокот на енергенси поради војната во Украина во моментот е главен проблем за унијата. Предметом наших дебат a možnej spolupráce boli aj rôzne krízy. Зборувавме за кризата која произлезе од нелегалната инвазија на Русија врз Украина, која се одразува врз трговијата, економијата и секако енергетиката. Енергетската криза е најголемиот проблем со кој се соочуваме во ЕУ и во поширокиот регион. Треба да бараме поинакви пристапи на диверзификација, но и како да бидеме поефикасни во однос на енергијата, но и да не се оддалечуваме од зелената транзиција. Би сакала да ја поздравам позицијата на вашата земја во однос на Украина и помошта што ја пружате, а со тоа се приклучувате кон земјите кои ги споделуваат истите вредности и се противат на руската агресија. И Словачка и Северна Македонија се дел од НАТО и тие, како и останатиот дел од стариот континент, се силно погодени од ефектите од војната во Украина. Државниот врв во Скопје се надева на европска помош, особено од како земјата ги почна пристапните преговори. Ние сега како земја која почна преговори со Европската унија, имаме и поинаков статус и, да речам, поголемо право да очекуваме поддршка од Европската унија, иако се уште не сме членки. Република Северна Македонија е високо зависна од увоз на енергенти и многу ќе ни значи, колку знам, слична ситуација има во останатите земји од регионот, многу ќе ни значи на сите нас ако Европската унија од своите фондови за вонредни ситуации одвои помош и за Западниот Балкан. Во обид да се справи со енергетската криза, владата изготви план тежок 300 милиони евра и тоа само за зимските месеци. Планот, кој беше презентиран на седницата на Советот за безбедност, предвидува зголемување на домашното производство на електрична енергија за 25%, обезбедување доволни количини јаглен, газ, мазут, како и набавка на дополнителна струја. Целта е, како што уверува владата, на граѓаните и на бизнисите зимава да им се овозможи најниска цена на електрична и топлинска енергија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.